Официјално започна новиот штрајк на судската администрација. Стотина вработени од Велешкиот суд денеска од 10 до 11 часот излегоа пред зградата на судот. Според најавите, штрајкот ќе трае 3 дена. Денес и утре истиот се одвива пред судската зграда. Веќе во петок штрајкувачите ќе продолжат пред Министерството за правда, собранието и владата на Република Македонија. За време на штрајк судот работи. Сите предмети што се итни, од итна природа, тоа се времените мерки, обезбедување на доказ, предмети со странски елемент по стапката, потоа притвореничките предмети се судат. Другите рочишта се одлагаат. Според администрацијата во судовите, спорни се неколку одредби од Законот за судска служба. Истите велат за нив се неприменливи, а законот не е ни малку, ниту европски, уште помалку реформски. Потенцираат дека забелешките се доставени до Министерството за правда уште пред самото донесување на законот. Доколку два пати бидете оценети дека делумно задоволувате, ќе имате изречено престанок на работен однос. Ако не задоволувате, исто така ќе ви биде изречен престанок на работен однос. За полесна дисциплинска повреда не се води дисциплинска постапка, туку директно ќе бидете казнети или со опомена или со парична казна. И од страна на синдикатот на УПОС и од Сдруженијето на судска администрација до Министерството за правда и пред донесувањето на законот беа доставени сите забелешки, сугестии да се измени уделот на одредбите кои се неповолни за нас, за судската администрација. Меѓутоа тоа не се случи. Законот стапи на сила минатиот месец и покрај тоа што судската администрација и тогаш одржа предупредувачки протест. Меѓу другото, судската администрација го бара и 5% зголемување на платите кој им било дадено на вработените, а велат се уште не реализирано, како и враќањето на старото работно време од 7:30 до 15:30 часот.